Здраво на сите! Добре дојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мој денешен соговорник е професор доктор Ана Стојановска, професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, писателка и театролог. Добре дојдовте, Ана. Добар ден од мене. Пред се благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од овој серијал разговори. Благодарам на повикот. Секогаш ме радува кога млади луѓе сакаат да ги отвораат оние прашања кои што многу мина ги премолчуваат и ми е чест и задоволство да учествувам во овој разговор. Ми е драго што сте дел од оваа платформа на некој начин. За да го отвориме овој разговор, би го поставила прашањето што значи да се биде театарски професор, театролог, писател во време на пандемија. Како го доживеавте прекинот на работа на театрите и како ви мина првите полициски часови? Одведнаш со тешка артилерија. Од сите тие мои официјални називи, или како што јас ги нарекувам тие многу лица во мене, најлесно му беше на писателот, односно на писателката, затоа што писателите се интроверти по природа, си се затвораат дома и си пишуваат со денови независно од општествените или другите околности наоколу. Најтешко му беше на театрологот, односно на театарскиот гледач, затоа што театарот е најкревката и најубавата уметност истовремено. Театарот се случува само во мигот кога го гледате и тоа мора да го гледате во живо, мора да сте таму, не може поинаку, затоа што е исклучително важна комуникацијата, непосредната близина на луѓето кои што гледаат и луѓето кои што изведуваат. Како професор исто така ми беше многу страшно, затоа што сум навикната да сум обкружена со моите студенти секојдневно, независно од часовите и надвор од часовите, бидејќи ја имам таа практика што сум ја наследила од моите професори да бидам во постојана комуникација со сопствените студенти, затоа што да се биде професор не е вработување, не е звање, да се биде професор е животна мисија и затоа мора да си кажете на себе си дека ова е тоа што јас го правам, ова е тоа што ме дефинира мене. И тука ми беше многу тешко, затоа што одеднаш комуникацијата стана од секојдневна, од постојано да се гледаме, да разговараме, одеднаш прекинавме. И тие први денови, на почетокот кога се случуваше, изреагиравме сите како во шок. Не ни се веруваше, посебно мене, што се случува сега во овој момент. И одеднаш потоа се навикнувате. Се навикнувате дека сега ќе почнеме вака да комуницираме, вака како што и сега комуницираме. На почеток се организиравме поинаку, се допишувавме, се слушавме по телефон, користевме разни други при поволности на социјалните медиуми. И како што поминува времето, се навикнавме. Тоа е човекова природа, уште Дарвин тоа ни го кажа на времето. Меѓутоа, сепак сметам дека најтешкиот момент беше дека не смееме да одиме во театар. После првата недела почнав да си правам рекапитулар што последно сум гледала, како сум се чувствувала за време на гледањето на представата што сум ја гледала, што требало повеќе да си запамтам по моето сеќавање, затоа што, како што реков и знаеш, театарот е една од уметностите која што се случува само во мигот. Во тие денови на затвореност можете да читате книги. Сите книги кои што ги имаме на располагање се огромни, дури електронските книги, домашните библиотеки. Можете да испрочитате се и повторно да имате уште за читање. Филмови исто така можете да гледате. Слики, скулптури, зборувам за визуелните уметности, повторно може да ги конзумирате. А музика да слушате. Меѓутоа, во театар не можете да одите. Театарот е најретката уметност, една буквално специфична уметност, затоа ја сакам толку многу, затоа што, освен тоа што функционира преку размена на енергии и на емоции, функционира во живо, функционира само во мигот кога се случува. Денес ја гледаме и утре истата представа не е истата представа. Таа прекинува во мигот кога ќе ги исклучат светлата, рефлекторите, кога ќе ги одмориме рацете од аплаузот, и кога актерите ќе се повлечат во гардеробите, а ние ќе се
влечеме кон домот како гледач. И тоа беше најтешко. И се уште ми е. Се уште, бидејќи си имав денови резервирани за во театар, денови кои што мене, од како сум почнала да гледам театар, тоа е од мој негде 6-7 години до денес, одеднаш сваќам дека она што мене емотивно ме храни како човек, ми го нема, ми одземен. И најтешко беше тоа, што се однесува до полициските часови. Јас сум човек кој што по природа многу сака да е слободен. Значи, тоа е таква ми е природата, сакам да кажам. Не знам, никој би можел друго да мисли, меѓутоа јас зборувам сега лично за себе си. И кога некој ме ограничува, па макар тоа да биде и за повисока цел, имам проблем со себе си и така што мораше да изнајдам некакви си логични објаснувања, затоа што меѓу сите овие функции сум и мајка, па морам и да објаснам на едно 10-годишно дете зошто не може сега да одиме надвор, или зошто не може да игра фудбал со другарите, зошто не може да се вози точак и така натаму. И тоа беше исто така една критична точка. Меѓутоа, пак ќе речам, одеднаш најдуваме што може друго да правиме кога сме затворени. Тука помага многу читањето, многу помага пишувањето, многу помага и конзумирањето на уметности. Така што одеднаш сите се префрливме во овој свет, да речам, неколку инчен, кој што не дели со остатокот од светот, па ја користиме привилегијата да видиме се што не сме можеле, кога секојдневието не зело под свое, па не сме можеле се да видиме. Така некако од прилика конфузно, така некако и го раскажав, затоа што ситуацијата е таква, никој од нас не знае како било, не сме сведочеле некој ваква ситуација во блиското минато, така што сите сме затекнати, сакам да кажам, во ова состојба. Која е важноста да се предава во време на пандемија? Многу поголема отколку да се предава во обичаени околности. Затоа што, како што кажав, професурата, педагогијата, даскалството, ќе го кажам, онај најубав збор со кој што јас се поврзувам себе си, е насочено да се, не само да се пренесе знаењето, тоа може да го пренесе и Google. Меѓутоа, мисијата на професорот е да ги едуцира сопствените студенти, ученици, зависи со која целна група работи, и истовремено да е на позицијата на некој што ќе биде тука за се што е нејасно, за се што е проблем. Така што сватив после редица часови одржани онлайн, а ги одржувавме во еден набиен распоред, дека не треба само да се пренесе знаењето, туку треба да се биде и, како да кажам, поддршка на некаков начин. Нема да го потребам зборот втор родител, затоа што ми е клишизиран и ми е онака непотребен, туку да се биде човек, да се биде некој што од оваа страна јас можам да се прилагодам, бидејќи имам толку години колку што имам работно искуство, имам животно искуство и можам. Меѓутоа, имам работа со луѓе кои што имаат 18 години, 19, 20 и сватив дека сега треба малку поинаку да се пристапи на работата. Значи, да се искористи материјалот што се предава, и предавам на сите генерации неколку предмети, така што имам материјал да го прилагодувам во однос на ситуацијата и обично знам да почнам час со некоја анегдота која што е поврзана со ситуацијата. Например, работевме по трагата на големите режисери при патувањата, зборувам за ритуалните представи, и викам колкава иронијата, денес ние зборуваме за патувањата на Барба, на Брук, на Гротовски, кон источните земји, а сите сме затворени дома и не смееме да излеземе никаде. И тука веќе решава позицијата на човек. И затоа велам, дупло е поголема и поодговорна задачата кога сте од оваа страна на медиумот, на камерата, на мониторот, како и да биде, отколку кога сме по непосредна близина, и малку е потешко, морам да кажам, иако, јас предавам историски, теориски предмети кои што начално, можат да се изведуваат онлайн и се изведуваат. Меѓутоа, пак ќе кажам, за нашата професија, за нашата уметност, како што е театарот, човечката близина е исклучително важна. Споменавме дека сите сфери на општеството, во сите сфери настана колапс и после некои
период од кога излеговме од затекнати од ситуацијата, сите професии се префрлија на интернет платформите, така и образованието се префрли на интернет платформите и вие како професор и студентите бевте приморани да работите од дома. Оно што ме интересира е како изгледа процесот на трансформација на приватниот простор во работен простор. Кои се предностите, кои се недостатоците? Да, тоа е интересно, затоа што одеднаш просторите кои што биле и символично и физичко одвоени, како што е приватниот простор, домата, а дома е таму каде што сме заштитени, каде што ние се наедноставно и најдобро, и работниот простор каде што диктира една работна атмосфера, како што е предавалната за еден професор, одеднаш се станува на исто место. И тоа поместување на границите на работниот и на приватниот простор го анализирав и од позиција на хибридизација, на мешање на жанровите, бидејќи живееме во едно време во кое што се е измешано на некаков начин. Тоа изборувам и од позиција на теорија, и од позиција на уметност. И одеднаш сега и стварноста стана хибридизирана, одеднаш испомешана. Одеднаш во позадина, јас држам час, во позадина може спремам ручек, може моето дете пишува домашна работа, па треба да интервенирам, истовремено се случуваат некакви други работи, сваќате дека сите оние функции кои што ги имате во текот на денот, кои што досега биле одвоени, сега одеднаш станале се во едно. И тука е како ќе го изжонглирате момент. Бидејќи станува збор за исклучителни темати за кои што предавам, зборуваме за историски, теориски предмети, значи зборуваме за феномени кои што се случуваат, треба една одредена концентрација тоа да се следи. Така што одеднаш повторно напорот или ангажманот беше повторно уште поголем. А истовремено, кога ви влегува некој во приватниот простор, во оној во кој што ви е заштитен, вие секого не прибирате дома. Дома е за специјално избран круг на луѓе, кои што се блиски, роднини, пријатели и така натаму, и одеднаш сега сите ви се дома. И повторно сега се менува авторитетот на тој што зборува. Значи сега одеднаш јас можам да го искористам тој момент, да го прилагодам на мојата работа. Значи можам да речам јас се извинувам ако моето дете втрча пред камера, нешто му треба, и да кажам да, функцијата мајка сега не ме напуштила, иако нели кога ќе одам на работа, тука не се грижам, под наводници, не се грижам до тоа што се случува дома. И сето тоа мешање го наблюдувам баш од позиција на некој што се занимава со истражување, со тоа, значи тука е театрологот вклучен сега, ако зборуваме за оние три функции, кој што како сега ќе се снајдеш во оваа ситуација. Малку е потешко, пак ќе кажам, не само околу влегувањето на приватниот и овој јавниот простор, ако зборуваме, туку затоа што се она што било претходно, што се подразбирало, сега го губи значењето. Сега одеднаш сите дефиниции паднаа во вода и сега одеднаш треба да најдеме нови дефиниции. Не само за предавањата, туку и за театарот и за сите други уметности, така што мислам дека е одличен предизвик да се истражи до каде може да оди и што може да се направи со таа промена. Знаеме дека предавате теоретски предавања, мислам тоа и самата го кажавте, историја на театар, историја на македонски театар, но дали беше и со оглед на тоа дека станува збор за теоретски предмет, претпоставувам дека наставата не претрпе некоја трансформација, но сепак начинот на комуникација е преку овој посредник на технологијата. Дали сепак часовите кои што би ги одржале во живо и сега одеднаш треба да ги одржите и ги одржувавте на интернет, претрпеа некоја трансформација? Дали мораше да биде прилагодена наставата на овој нов медиум? Да, требаше да биде прилагодена, затоа што кога се држат часовите во живо, односно кога сме во предавална, бидејќи користам разни помагала од типот разни фотографии, снимки, книги за кои што говориме,
најчесто користам и презентации, овие PowerPoint презентации, меѓутоа таму се само нели оние основни точки поставени и другото јас го говорам меѓу другото. И сега сватив дека има две причини зошто тие презентации треба да видат пообемни пред се, подескриптивни на некаков начин. Затоа што има студенти кои што нема техничка можност да следат онлайн настава. Тоа е еден горлив проблем на македонското општество сега, за кое што мислам дека треба јавно да се проговори не само во високото образование, туку и во основното и во средното. Не сите можат да им обезбедат на сопствените деца технички средства за одвивање на онлайн настава. И го имав тоа прво предвид, дека и ми се случија примери на студенти кои што не можат да се вклучат во тој момент, немаат интернет, немаат компјутер, немаат телефон и така натаму. А од друга страна сватив дека сега тоа што јас го говорам на часови, што го поминуваме како разговор, бидејќи јас не предавам стандардно екс катедра, туку најчесто им давам задолжение на студентите да прочитат одреден текст, драмски текст, да изгледат некоја представа, потоа го дискутираме феноменот на часове. Сега сватив дека морам малку уште повеќе да дадам, за да може да го примат, затоа што сега, за разлика од наставата на факултет, каде што е непосредна помеѓу мене и студентите, сега имаме посредник медиум. И тука, како и во секоја комуникација, малку има шум по медиумот, па некои работи остануваат низ филтрите на системот на комуникација. И затоа решив дека сега треба малку да биде поинаква наставата. Тоа значи по концентрирани презентации, зборувам за повеќе информации во една презентација, давање на повеќе различни текстови за читање, она што јас сето во време на часот го дискутирам, сега одеднаш го прилагодив на тој начин, бидејќи овие предмети бараат истражување на контекстот. Без разлика дали македонската драма и театар, дали е светската драма и театар, секогаш главната позиција е контекстот. И јас постојано сега им барав начини на кои што ќе им биде поинтересен контекстот. Дали тоа ќе бидат некои документарни снимки, дали тоа ќе бидат интервјуа, книги кои што ќе ги дадам и така натаму за читање. И мораше да сменам она што мене ми беше најтешко. Бидејќи реков дека не предавам екс катедра, тоа не го сакам и не сум го сакала ниту како студент. Сега одеднаш мораш и тоа да го правам, и тоа на барање на студентите, затоа што ми рекоа професорке веќе оној момент на разговор помеѓу нас, сега се губи прво техничките услови, значи некој му сецка интернет, на некој не му сецка и така натаму. А второ, сега сме оставени така што ни фали вашето да го кажувате вие сето тоа, па ние ќе го работиме дома, па ќе ви праќаме вам есеи, вежби, истражувачки проекти и сето тоа. Така што претрпе промена. Начално јас мислев на почеток дека е исто, меѓутоа не е исто. Затоа што секогаш кога имате промена на медиум, мора да се прилагодите, мора да се промените и вие што ќе искажете во тој медиум. Така што има промена и се гледа таа промена, сакам да кажам, и е направена. За жал или за среќа, не знам ке ви. Дали се случи промена во врската професор-студент? Дали оваа врска на некој начин е усложнета, продлабочена, проширена, ограничена, кога посредник за реализација на комуникацијата е технологијата? Од човечки аспект да, затоа што не можеме да се прегрнеме, не можеме да се допреме, не можеме скоро последните часови им зборов кога ќе го отворевме часот, веќе нема влегувам на час, сега го отвораме часот. Им велев дека ми фали да седнеме во клупа и да си се развикаме. Јас да се развикам за непрочитана драма, тие мене за тоа дека немаат време затоа што имаат многу проби во моментот и не можат сега да се занимаваат со читање. Одеднаш најдувам на луѓе кои што сега одеднаш затворени, не може да одат никаде, не прават ништо и цело време разговаравме и околу емотивната состојба. Значи, јас им викам, нормално е да не ви се прави ништо, иако можете да правите се исто време, затоа што ни е ограничена слободата. Да не бидам погрешно сватена, јас ги почитувам мерките на Министерството за здравство, за тоа што е многу важно за нашето здравје да бидеме во изолација, да не се, нели, да ја имаме физичката дистанца, но не социјалната. И
им велев дека секогаш е важното тоа дека денес можете да си дадете слободен ден, денеска не читам ништо. Затоа што и мене тоа ми се случува. Јас ќе почнам на хиперактивно се да читам, да гледам, да правам, да пишувам и има денови кога ништо не ми се прави и тоа е нормално и тоа им го зборуват. Од таа позиција малку, нели, тој однос помеѓу нас се продлабочи, сакам да речам, иако сметам, сега тука може да ме потврдат или демантират студентите, тоа е прашање за нив, меѓутоа од сите овие скоро 20 години сметам дека имам одлична конекција со студентите и дека постојано им викам јас сум тука за вас, јас сум вашиот главен навивач, комуникацијата ни е супер, нема проблем да искомуницираат на било каков начин со мене. Така што тука мислам дека немаше никаква промена. И понатаму се слушаме, се гледаме, не знам, Viber, Messenger, Skype или која и да е платформа што ја користиме. Меѓутоа сега одеднаш, освен она граница на професор и студент, па дискутираме само за материјалот, сега одеднаш почнуваме да дискутираме и за себе си. Односно, јас тоа не го прочитав затоа што не можев да го прочитам. И тука ви ќе поминувате како педагог и психолог, преминувате на следното ниво, да кажете да, борете е тоа што не сте прочитале, ќе можеме да издискутираме, па потоа да прочитате, да речеме. Комплексна е ситуацијата затоа што се променија, нели, сите тие работи што се променија. Меѓутоа, мислам дека не е нарушена комуникацијата, не е спречена комуникацијата. Дури имавме ситуација кај студенти кои што немаа можност за вклучување на Zoom платформата за час, да се уклучат преку месенџер на телефон и да го слушаат предавањето, да речам, само за да бидат активни. Јас се зезав, еве имаме и underground присутни студенти на час, меѓутоа тоа исто мене ми даваше сила да го правам се тоа што го правам, затоа што ги интересира и го задрживме интерес, сакам да кажам. Така. Дали поради сите овие пречки со кои што се соочи образованието во екот на пандемијата, може би се променија, да нема да речам опадна критериумите, но дали се променија критериумите за тоа што е добро образование? Образование како структура, како систем кај нас, образованието има проблем, независно од пандемијата или од овие вонредни околности. И ова ситуација сега само малку ги постави во поинаква перспектива сите недостатоци на образовниот систем. Ова не го зборувам од позиција на некој што осудува, напротив, затоа што сум јас дел од системот, па го имам правото да го кажам. Сето тоа, и од позиција на родител и од позиција на професор. Образованието се додека се гледа низ бројки и низ, како да објаснам, низ стандарди, не може да успее. Образованието кога ќе почне да се гледа како креативен процес, кој што е насочен нашите деца да ги порасне, тогаш ќе почне да се менува. Така што од аспект на денешната ситуација само ги покажа на површина недостатоците на тој систем, сакам да кажам. Значи, ние се соочивме со огромна бројка на наставен кадар кој што не може да држи часови на интернет, затоа што не знае како. Од мојата позиција сега професорска, мојата настава, еве да речам, не беше се така совршено во првите денови. Значи, ние сите бевме затекнати и одеднаш на иницијатива на студентите, јас многу сакам тука да ги поздравам студентите на Факултетот за драмски уметности, затоа што на нивна иницијатива на студентското собрание се покрена идејата да се држи онлайн настава. И прво почнавме со некакви си срамежливи групи на Facebook, во кој што ќе направи еден студент од една година група, ќе не вклучи мене и мојата асистентка, и тука јас ќе им пратам презентација, ќе им пратам книга, ќе им пратам текст. Ќе им речам, ако имате прашања, прашајте ме, па јас ќе одговарам на тие прашања. Се додека не се појави можноста, нели, да држиме часови на овие платформи. И тука и јас сватив
дека која е грешката во нашиот образовен систем, затоа што не размислуваме надвор од кутијата, не размислуваме за се што ни нуди можност за образование на младите луѓе. И во таа смисла сметам дека не е ова за осуда, па да речеме ништо не чини да го ставиме на страна, туку мора да не натера како педагози да работиме уште повеќе, да ги знајдеме сите начини, не само да уклучиме Zoom и да ги повикаме студентите, туку да најдеме начин да ги ангажираме студентите, да ги, како да речам, да ги анимираме да сакаат да го прават тоа. И јас сум особено повторно ќе речам горда на некои студенти кои ги искористија сите можности на интернетот. Па направија, не знам, читање на драма како видео влог, како и да се вика на YouTube, го поставија, направија некои стрипови, направија кратки филмчиња, одеднаш сега можностите за креативни решенија станаа поинакви. И сметам дека само треба да се сака за да се постигне повеќе во оваа наша сфера. Дали може би на наставничките совети се дискутираат други решенија за продолжение на наставата покрај ова онлайн настава? Да, разговаравме колегите многу често за тоа како ќе се одвива, бидејќи нашиот факултет, како што и самата знаеш, има свој практичен момент и еден теориски, кој што мене ми е најлесен, да речем, од позиција на едукатор, од позиција на професор. Меѓутоа, главниот проблем беше што е со практичните предмети, на кој начин сега ќе се изведува практична настава, затоа што исто како во театар, потребен е човечки допир, потребна е, вие тешко дека ќе верувате дека Ромео ја завел Јулија ако се на дистанца од 2 метра. Мислам, тие се на дистанца на почеток, таа е на балконот, тој е долу, меѓутоа мора да се сретнат, да се бакнат, да го остварат својот контакт. Исто, тешко дека ќе му поверувате на било кој голем трагиски јунак, по она што сака поиманем Хамлет, да речеме, дека ќе го одмазди собствениот татко, кога не би можел да го убие Полони позади завесата додека разговара со мајка. И тука се наоѓаме во таа позиција, сме разговарале, се бара разни решенија од различни платформи, од различни можности, до тоа да се смислуваат начини на кој начин наедноставно да дојде до тоа еден со друг. Меѓутоа, повторно, она што најстрашно како факт ми е мене се уште деновиве, а тоа е дека е невозможно. Поради сите тие здравствени препораки, не поради нашите некреативности, туку поради тоа што мора да држиме дистанца, мора да е тоа дезинфицирано. Самата си актерка знаеш дека на сцена не можеш да си дезинфициран, не можеш да си стерилизиран на сцена, не постои таа опција. И затоа во овој случај приматот се дава приоритет е здравјето. А сите овие, да речам, други начини се прилагодуваме на тоа. Колку хипотетички си зададеме ситуација дека ова состојба продолжи во недогледен период, кои се плановите како ќе продолжи следниот семестар? Еве, можеме конкретно за вашиот предмет да зборуваме. Колку имате сознание и за другите професори, слободно споделите го со нас. Не, за жал немам, бидејќи токму поради целата ова ситуација се случи да јас од здравствени причини не можам да учествувам на состаноците, сакам да кажам, затоа што и покрај таа дистанца спаѓа во некои ризични групи. Така што размислувам исто, јас тука го заборавив, не го заборавив, туку намерно го оставив за понатаму моментот не само со давањето знаење, туку и со оценувањето знаење. Испитите кои што ги држам се устни испити, на кои што ние разговараме со студентите. Обично практика ми е доколку имаме активности во цела година и студентите се активни да не дојдеме до испит. Тоа ни е заедничка цел мене и на студентите, затоа што јас колку што сакам да предавам, не сакам испити. И меѓутоа, оние што не биле активни, доаѓаат на устен испит, кој што се случува еден наспроти друг. И сега им реков дека за оваа сесија, поради самиот стрес, поради тоа што се наоѓаме во една вонредна ситуација, на повеќето студенти ќе им ставаме оценки, ќе видиме дали ќе бидат задоволни или не со оценката, според знаењето што го прикажале во текот на годината, меѓутоа нема да правам дополнителен стрес. Идејата е, нели, ако
сакат може да одржиме испит на Zoom платформа, со некој од нив одржа ваков испит, а другите рекоа во септември. Тоа значеше во септември ќе се видиме во кабинет кај вас професор. Еарно, ама, како што поминува времето, сваќаме дека нашите планови не се остваруваат на некаков начин и дека се навестува тоа дека нема да биде толку едноставно преминувањето во тоа што порано ни било вообичаено. И почнав да размислувам што сега. На кој начин? Дали ќе остане истата замисла, јас максимално да се вклучам во подготовката и бидејќи имавме договор со колегите што предаваат практични предмети, теориските да бидат на турбо по распоред, да се одржуваат за да им дадеме простор кога ќе се нормализираат околностите да ги држат часовите, си направивме една колегијална подела. И сега мислам дали сега од септември, односно од октомври, повторно ќе бидеме затворени и на кој начин сега тоа да се случува часот. Бидејќи ние мали групи се на студенти на факултетот за драмски уметности, па можеме да речеме во летно време во дворче да седнеме на растојание, нели да ги почитуваме сите мерки здравствени. Меѓутоа тоа не е долгорочно решение. Пострашното е тоа што сега кога мислиме дека ќе заврши, а не е завршено, така сега доаѓаме до она позиција на агонија кога изчекуваме да заврши, ама никако да заврши, па не може да се биде оптимистичен. И почнав да правам планови не за предавањето, туку за испитите, што ќе правам сега со испитите. Јас бидејќи пред некој ден дојде соопштение кога почнува сесија нова ова септемвриска. И сватив дека за жал ќе мора да биде вака. Само ќе мора на некаков начин да го облагородиме медиумот, односно да му го дадеме колку и да е стерилен медиумот, да се обидеме да направиме поинаков концепт на часот. Така што почнав да гледам некакви си интерактивни платформи со кои што барам помош од програмери, барам помош од луѓе кои што се занимаваат со IT, да најдат некое решение за да може не само вака да се гледаме, па гестикулации се слушаме, туку и некако и заеднички да правиме нешто, да составуваме нешто. Се уште немам решение, се уште го мислам сето тоа. Се надевам дека нема да има потреба од тоа и дека ќе се вратиме на часови таму каде што ни е местото на сите. И јас се надевам. Зборувавме за образованието и како целата оваа вонредна ситуација влијаеше на образованието, но ајде да видиме сега како се ова влијае на театарот, како прекинот на работа на театрите влијае на театарската уметност воопшто. Многу влијае. Затоа што театарот си бара кондиција. Секој актер треба да држи кондиција, како што јас држам кондиција за сопствените активности. Секој режисер, секој кореограф, секој костимограф и така натаму, сите вклучени во театарскиот чин, треба да се во кондиција и самиот театар треба да е во кондиција и одеднаш театарот е во прекин. Театарот не функционира. Следам се што се случува наоколу, сум учествувала и на неколку различни вебинари на светско ниво од театролози, режисери, актери, кои што се обидуваат да дадат некакви се решенија и постојано само завршуваме со 3 точки на сите тие муабети кои што се направени. Затоа што медиумот ни е таков, затоа што уметноста ни е таква. Уметноста, театарската уметност, пак ќе кажам, како што и Брук тоа го напиша во една од најбавите книги за театар, Празен простор, театарот е човек што игра и човек што го гледа. Не спомнува Брук никаде монитор. Значи, тоа е баш тој момент на непосреден контакт. Мислам дека таа криза, бидејќи е криза и сега ќе ги користам вистинските зборови, нема да ја ми ја намалувам вредноста, таа криза ќе земе отпосле данок ова неработење во театар. Ја ценам амбицијата, ангажманот на луѓе кои што решаваат. Јас разговарам многу често, имам пријатели актери кои што викат по дома си вежбам, онака за да не се изгуби кондицијата на играњето.
Меѓутоа ќе земе данок отпосле, затоа што ќе се покаже и да предпоставиме дека се ќе биде во ред за 5 месеци или за година дена. Не може се да се врати како што било назад, бидејќи сама си свесна се играат представи секој ден и тоа не се игра истата представа. Затоа треба работа, затоа треба кондиција, затоа треба тренинг кој што треба да се помине, затоа треба да се вратите онаму каде што сте биле. Тоа е техничкиот аспект на проблемот. Втор технички аспект на проблемот е публиката. Видовме фотографии, мене ми беа поразителни, на неколку големи театарски куќи каде што се извадени по 2 седишта поради препораките на Светската здравствена организација. Логично мора да се работи на случајот. Публиката не знам дали ќе биде спремна да се врати во театар. Така веднаш. Затоа што сите сме уплашени за сопственото здравје. Колку и мене да ми се оди во театар сега, под овие околности не знам дали би отишло во театар. Не може да речам ни да, ни не. Бидејќи ако речам да, ќе биде дека се јуначам, а не сакам да се јуначам. Ако речам не, ќе се биде против мене во момент. Да, тоа е тој момент. Третиот момент исто така многу важен е финансискиот аспект. Бидејќи среќа, за жал, како ќе кажеме, театарот мора да работи со пари. И сите овие, не зборувам за креативниот тука, бидејќи ова се прашања нели од технички аспект, што значи прекин на неработа. Во однос на креативниот, тогаш тоа е сепак прашање за секој човек кој што е вклучен во театарот, што прави тој за да го подобри театарот и за да се направи себе си подобар театарски уметник. Мислам дека ќе биде многу пострашно понатаму, доколку не се преземат некои мерки и доколку не почнат да се поставуваат вистинските прашања. Дали во оваа ситуација каков треба да биде театарот? Што значи театар во оваа ситуација? Бидејќи театар до пред 12 март, тоа беше датумот што јас обично така буквално ми е вбрежан во главата, бидејќи тогаш прекина се што беше вообичаено. До тој датум на сите случувања во театар си беа такви, па можевме да коментираме дали е добра представата, дали не е, дали се добри креативни решенија, каков е актерскиот ангажман на еден, на друг, на трет актер, каква е режисерската постановка. Сега не постои таа дискусија. Сега прашањата се многу поголеми. И кога работите ќе влезат пак по поинаков тек. Одбивам да го користам терминот нормално и како човек, ама и од денешна позиција. Тогаш ќе треба да се постави прашањето што направивме во време на пандемија за својот театар. Бидејќи не можеме ние да речеме сега е пандемија, сега сме затворени дома, немаме ништо и ќе одмориме. И нема ништо да правиме. И ќе чекаме да заврши. Тоа не прават уметници. Ние сме свесни дека за време на големи кризи, светски, економски, општествени, војни, револуции, пандемии, се случувале огромни промени во креативниот модел. Уметноста се менува. Така што немаме оправдание, пандемија, па нема да бидеме креативни. Напротив, треба да бидеме уште повеќе креативни и уште повеќе погласно да ги поставуваме прашањата. Јас се надевам дека нашите пред се драмски автори и режисери ќе искористат оваа ситуација за кога ќе заврши да можат да ја вклопат во креативниот процес. Затоа што сега се наоѓаме како во екзистенцијалистичка драма. Ке ми простиш сега како професор ке влезам, бидејќи во екзистенцијалистичката драма човекот е ставен во дадена ситуација без да сака. Тоа е дефиницијата ова професионалната. Така се случува во драмите на Сартар, во драмите на Ками, во Црнила на Коле Чашуле, ако сакаме. И јас мислам дека баш така се наоѓаме во екзистенцијалистичка драма. Сега треба да сме ставени во дадена ситуација без да сакаме во таа дадена ситуација. Сега историјата обично ни е учителка на тие што сакаат да ја следат историјата. Историјата ни вели дека екзистенцијализмот се развил и тој логичен пат кој што води е преку експресионизам до антидрама, односно до антитеатар, односно до апсурд. Односно во моментот кога ќе се најдете во ситуација, сега одеднаш можете да викате, да пцуете, не знам што, да колнете и да ги извадите се од себе си на површина, тоа е експресионизмот.
Или можете да сватите дека нема логика сето тоа и дека ќе седите на крајот на ричето и ќе го чекате оној кој што сите го чекат, тие двајца го чекаат да дојде, ама никако да дојде. И ќе речете ајде да тргнеме, ќе тргнеме и ќе си останете во место. Јас тоа така го читам од овој аспект. И сега што ни преостанува? Да искористиме ситуацијата. Еве, историјата не научила каде може да заминеме. Ама за да не заминуваме таму, затоа што имаме лекција, нели некаква, за да не повториме историјата како фарса, треба да си ја користиме таа придобивка во денешен аспект во однос на театарот. Да, ставени сме во таа ситуација, да можеме да викаме, плачеме и не знам што ти не, и да игнорираме се тоа, да бараме нелогика, а можеме па да речеме, чекај малку, да, ова е тешко, лошо, пакво и такво, ама сепак ќе работиме и да видиме што може да направиме. И мислам дека тоа е подобрата варијанта на приказна. Кои се начините да се одржи квалитетот на театарската уметност во овие нови услови, но сепак да се работи на баш конкретни решенија, дали сте размислувале на конкретни решенија, на тие протоколи, во која насока би се развивала театарската уметност, при тоа почитувајќи ги правилата за однесување? Тука веќе пак доаѓаме на тоа што го знаеме од историјата на театарот. Од една страна, историјата на театарот ни кажува дека театарот постои како институционален, односно како државен театар, или како кралски театар, кој да е институцијата што го формира уште од антиката. Така се формирани античките театри, благодарение на Тиранот, на Атина, кој што е владен. Меѓутоа, и така, низ историјата тие си постојат, се финансирани од државата, кралот, царот, кој да е во моментот, и функционираат како систем. Таков тип на театар, во вакви околности, протоколарни, да речеме, може да функционира, ама е ограничен. Еве пак ќе речам, ги извадија седиштата, ќе ставиме средства за дезинфекција на рацете, маски на лицата, меѓутоа што се случува со актерите на сцена? Не можат да се играат големи представи, не можат да се играат представи каде што ќе има 5 луѓе на сцена, бидејќи мора да бидете оддалечени 2 метра од вашиот соговорник. Нема да подоцна ќе се вратам на тоа. Меѓутоа, паралелно со овој театар, постои театарот кој што го држат оние кои што најмногу го сакаат театарот, а тоа се патувачите. Односно мимичарите, односно пантомимичарите, односно уличните изведувачи, односно оние изведувачи кои што не знаат друго да прават, не прават ништо и не можат да прават ништо друго ако не глумат. Тоа се тие што крварат на сцена, тие што ќе најдат простор, па макар да е преработен тој простор, да е адаптиран, и пак ќе играат. И пак ќе го изведуваат. Во вакви здравствено диктирани услови, тоа може да се случува на отворено, тоа може да се случува со камерни представи, ама патувачите се секогаш во мали групи, тие се максимум 5 до 7 луѓе, најчесто се до тројца. И тоа може да се оствари од таа позиција, да се најдат тие решенија, сакам да кажам. Следејќи го тоа што се случува околу нас, имаше примери на неколку театарски представи кои што беа работени по сите протоколи како треба да се изведуваат. Последната беше на Словенско младинско гледалиште во Словенија. И реакцијата на актерите и на режисерот повторно беше таква. Проблем е. Затоа што не можете да влезете во партнерски однос, сега мора да ги преработувате сите научени правила за тоа како се работи лик. Затоа што кога станува збор за театар, дури да се глуми дистанца фамозна или да се глуми без емоција, пак мора да испровоцирате емоција кај публиката. Мора публиката тоа да го доживее. А во овој случај имате монитор и малку е потешко доживувањето. Меѓутоа сметам дека може да се најде начин, пак ќе речам оптимистична сум во тоа прашање, не за друго, затоа што верувам и познавам луѓе кои што да играат, да бидат изведувачи, да бидат актери, им е мисија, не им е професија. И затоа мислам дека ќе се најде тоа решение. Малку ќе ни оди потешко, ама ќе се најде. Ми се чини до сега и го начнавте одговорот на следното мое прашање,
но еве од аспект на гледач, публика, надвор од сите други титули кои што ги споменавме дека ги поседувате, не би рекла титули, повеќе професиите, како ги доживеавте онлайн прикажувањата на веќе одиграни представи во живо, кои што излегоа од архивите на театрите во нашава земја и надвор од нејзе, и како наспроти тоа ги доживеавте проектите кои што се создадоа за време на пандемијава и полициските часови, а самите автори ги нарекуваат интернет перформанс, ете да го земеме ту и таа во режија на Дејан Дамјановски од Белешкиот театар, или виртуелна представа во режија на Нела Витошевиќ, особено како ги доживувате и, ќе речам, сепак и како театролог, бидејќи споменавме на неколку пати, и вие споменавте дека театарот е всушност уметност што се разликува од сите останати токму поради тој непосреден однос на актерот со публиката. Да, тоа е она за кое што цело време размислувам, сум пишувала и зборувала на неколку пати. Пред да се случува сето со пандемијата, во овој, да речам, теорискиот свет поврзан со театарот, постоја различни дебати на кои се новите театарски форми. Независно, значи пред да се случи сето ова, се правеа разни експерименти од интернет театар, од виртуелен театар, од театар без актер, со актери кои што се, да речам, компјутерски направени ликови, кои што постојат. Разни варијанти, нели, се експериментира постојано во театарот, затоа и тоа убава како уметност. И се доаѓаше до тоа кои се сега новите форми, на кој начин дигиталниот свет може да му помогне на театар. И се говореше токму за таа терминологија, онлайн театар, што би значило онлайн театар. Па се правеа платформи, имаше во доцните 90-ти, се појави една платформа за театар во која што актерите играат, да речеме, Хамлет, во живо, тоа се снима со многу камери, а публиката на платформата коментира дали сака Хамлет да оди лево или десно, нели, како на видеоигра, знаете, имате неколку опции кои што му ги нудите на вашиот херој. И тука се излезе проблем со актерите, бидејќи мора да спремат неколку различни варијанти на ликот. Така што се истражува и се истражувало и се истражува како опција. Меѓутоа сега се одеднаш не е ова природното време за развивање на идејата или на експериментот. Туку одеднаш сме затекнати и сега со што ќе се затечеме. Тоа што многу театри ги пуштија представите, јас нема да речам тоа дека е онлайн представа, мислам дека е снимка на представа што оди преку одреден медиум, интернет. Е одлично затоа што имаме прилика да видиме нешто што не сме можеле, дали од финансиски, дали од практични причини, дали од географски причини, па можеме да видиме нешто што се случува надвор од нашата земја. И тоа ми е одлично како истражувачки материјал, како документарен материјал, да видиме, затоа што театрологијата користи снимка на представа при истражување, не постои друга можност поинаку тоа да се прави. И го поздравував чинот дека конечно можеме да видиме големи представи за кои што сме слушале, гледале, читале. Ги се извада од архивите и можеме да ги погледнеме, посебно некои постари за кои не сме можеле физички да ги гледаме. И тоа е одлично. Од друга страна, ни покажува што губиме. Ни покажува дека не можеме да седеме. Мене ми се случи тоа со Франкенштајн на National Theatre, затоа што таа представа сум ја гледала во Лондон и една од најубавите представи што сум ги гледала, и сега кога беше изведбата, решив пак да видам што сега ќе видам како гледач, за да си направам сопствен експеримент. И одеднаш тоа не беше истата представа. Дејството се случува, да, тие играат како што играат, режијата е таа, се е супер со представата, ама не е тоа истата представа, затоа што јас после таа представа 3 дена не можев да зборувам, толку емотивно ја доживеав како таква. А сега кога гледав тоа како некакво си потсетување, да речеме. И тука е проблемот со театарот, затоа што сега треба да се смени се. Сега треба да се размисли што е театар денес. Бидејќи ги спомена тие две представи, тој и таа
на Велешкиот театар и илузии на Вондерланд театарот, сметам дека е за поздравување, значи ансамблот на Велешкиот театар и театарските уметници собрани околу Вондерланд театарот под режија на Нела Видошевиќ, мислам дека е за исклучително поздравување идејата да работат. И сакам тоа јавно да им се заблагодарам, иако им се заблагодарив непосредно во комуникацијата од после представата. И гледајќи ги двата проекти, дојдов до ситуација да размислувам како гледаш, јас тоа го примам, го доживувам, сакам да речам, бидејќи ако основниот резултат кој што треба да го добиеме емоцијата, јас ја доживувам емоцијата, актерите играат, тоа се гледа, значи ми фали мирисот на сцената, ми фали мирисот на костимот, ми фали прашината да се крева од сцената додека актерите играат, да речам тој не само визуелниот, туку овој сите други сензации што ги доживуваме во театар, тоа ми фали. И почнам да размислувам сега што е ова. Дали е ова онлайн представа? Дали е виртуелен театар? Дали е дигитален театар? И размислувам дека за сите тие опции има различни изразни средства. Ако е онлайн буквално значи во живо. Тоа значи да се случува сега и овде. Театарот се случува сега и овде, ама го пренесува медиум. Така што ни едниот ни другиот проект не беа онлайн, тие беа снимени па прикажани на дигитална платформа. Вториот момент, виртуелна представа. Виртуелниот свет подразбира виртуелни изразни средства. Тоа го знаат оние што се занимаваат со виртуелните светови, најчесто овие влюбеници во видеотехнологија, во видеоигрите и во интернетската технологија. Тој свет е поинаков, тој функционира на поинаков начин. Виртуелниот свет има други параметри. Не знаеме, значи, да влезете во виртуелната реалност, нели се користат други алатки, сега да не забегувам во тема која што не е моја. Дигитално значи исто така нешто друго. Преводот на пораката, на приказната во дигиталниот свет мора да се пренесе на дигитален јазик. И сега одеднаш од позиција на театролог се најдувам во главен проблем. Што е ова, што го гледам? Историјата ни покажува дека мора да постои дистанца за да можеме да дефинираме нешто. Нели, од старт не се знаело дека е постмодерна или модерна. Поминале 50 години па почнале да се редат овие етикети да се стават. Така што ние сме сега се уште во огнот, се уште сме во позиција да не можеме да дефинираме и мислам дека и добро тоа, затоа што ќе му оставиме на жанрот да се менува сам. Во позиција, ако тргнеме во анализа на представите, представа секогаш се анализира на тие три параметри: просторот како таков, текстот, односно овој говорениот материјал и актерите, тоа е најважната работа во театарот. Ако така го анализираме, да, просторот е и во едниот и во другиот случај, просторот е таму кај што се актерите, во тој и тоа се внимава во однос на приказната која што се работи во секој од тие епизоди што ги имаат, а во овој свет на илузии беше поинаку, нели, таму беа поинаку изместен, меѓутоа позадината беше бела и едноставна, да речеме, со мали сценографски решенија, светилки, цвеќе и така натаму, нешто што делуваш. И тоа не е никаков проблем, јас не патам по реалистични сценографии, напротив ме одбиваат. Сметам дека празен простор е одличен простор за игра, или сиромашен театар, што би рекол Гротовски, каде што работите се, важно е актерот што го прави. Така што простор има и просторот функционира. Текстот, да, тоа е текстот, се говори. Зборуваме сега за актерите, актерите се одлични. Јас немам замерка. Меѓутоа, актерите се најдени пред позиција пред камера. Кога сте на сцена, вие комуницирате со публика, вербално или невербално, емотивно пред се. Ти точно знаеш таа публика што те гледа, што мисли и чувствува во моментот. Дали е внесена во твојата представа или е на страна се држи. Сега немате фидбек. А тоа е главното во театар. Тоа и мене ми е главно како професор. Јас морам да видам дека и тебе ти е главно сега како интервјуер, кој што му е важно да види како јас реагирам на прашањата, и мене ми е важно. Значи, таа комуникација ја има, меѓутоа тука е проблем.
Ама не е проблемот до создавачите на представата, ниту пак до актерите, напротив. Проблемот е до медиумот. Медиумот е стерилен. Медиумот не дозволува да се допреме со прст, не дозволува да се видиме лично, бидејќи пак зборам, ние сме сега во живо, ама пак се снима. Представите кои што ги одгледавме, овие две за кои што зборуваме, се снимени па прикажани на YouTube, односно на некоја платформа. Така што мислам, тука има многу работа да се изнајде решение, ама ги поттикнувам и би сакала се повеќе театарски уметници да почнат да ги бараат новите театарски форми, затоа што уште Чехов не учеше дека во театар мора да постојат нови форми и мора да се бараат тие фамозни нови форми, не може поинаку. А театарот, освен што е кревок, е прилагодлив. Театарот покажал повеќе од колку се таму 25-6 века официјално зборувам, не зборувам за она што е претходно неолитските театарски форми, покажал дека може да се прилагоди на секоја ситуација, да ги помине сите војни, сите забрани, сите револуции, сите цензурирани представи и пак да живее како што решил да живее. Го преживеа радиото, видеото, телевизијата, интернетот и пак ќе живее и понатаму. Иако ми се чини дека сега и го добив одговорот на вашето прашање, а и неколку пати и вие го поставивте, но ако сепак имате потреба да се доискажете, сепак ќе ви го поставам. Во овие услови, кое е местото, улогата и значењето на театарот, но не на генерално глобално ниво, туку во нашето општество? А посебно во вакви политички околности, нели, ден после избори. Ден после избори, да. А не, бидејќи спомнав на почеток дека верувам во слобода, во човекова слобода, и обично не сакам врзување за идеи за ставање на луѓето во фиоки, така што ќе го одбегнам. Нема да кажам посилни зборови во моментот, само ќе кажам дека сум анархиста по убедување, па не влегувам натаму на некои мерки. Меѓутоа сметам дека ако прашаш било кој од луѓето кои што се активни чинители во политиката кај нас, како проформа ќе кажат дека големо е влијанието на театарот, макар што на дела тоа не го гледаме. А од друга позиција, на човек што живее во ова општество, сметам дека ни е многу потребен театар. И сметам дека функцијата на театарот не е голема од смисла да е колосална па да го смени светот. За жал, ова општество на седно, јас така си го нарекувам, седно ни е нас во ова општество, не му дава крилја на театарот, не му верува на театарот, дека театарот го менува светот. Меѓутоа нема да зборувам на големи теми, затоа што не ми е ни местото, ниту пак сакам, туку сакам да зборувам за човечките теми. Театарот многу често е од големо значење на многу луѓе. Да се направи анкета на кого му фали театар. Секогаш ќе се најдат луѓе кои што ќе ви речат многу ми фали театар, многу ми фали да отидам да видам, многу ми беше значајна таа представа што ја гледав, многу ми беше важно да видам што се случува, затоа што театарот е измислен, создаден да биде во разговор со гледачот, да биде во разговор со човекот што живее. Затоа што Аристотел не учеше дека гледачот се идентификува со ликот. Сите ние, не само во театар, ние се идентификуваме со ликови на серии, филмови, книги, ако сакаме и така натаму, кои што ни помогнале на ваков или на некаков начин да станеме оно што сме. Така што мислам дека тука улогата на театарот е голем. Театарот е бил најголем медиум долго време, се додека не се појавил печатот, дека не се. Затоа што најмногу луѓе оделе во театар. И затоа и државата финансира театри, меѓу другото, затоа што од сцена можете да кажете се што сакате да кажете, оно што не можете да го кажете поинаку, или сте спречени. Мислам дека нам во Македонија многу ни фали театар. Не зборувам од позиција, ние сите сме некако глумиме разни начини, не одам таму, туку сакам да кажам дека
Ние имаме отлични актери, имаме отлични драмски писатели пред се и режисери, кои што имаат што да кажат и што да направат. И отлична публика која што не е многобројна, за жал бројките се поразителни за тоа колку луѓе одат во театар и во нормални околности колку луѓе одат во театар. Меѓутоа сметам дека е доволно тие што одат и тоа што го гледат, затоа што како светот го менува секогаш малкумина, никогаш не го тоопата не го менува светот. И мислам дека да се живее театар и да се создава театар исклучително тешко, ама моќно. И затоа мислам дека ни фали. Неопходно, да. Што мислите како во овие услови, во ова наше општество, со сите технолошки можности и дистракции, во екот на оваа пандемија би се справиле големите театарски имиња од минатото, кои што влијаеле во вашиот развој како театролог, кој што ви инспирирале, ве мотивирале и на некој начин влијаеле на тоа да го засакате театарот, можеби? Па сите оние што влијаеле на мене биле активни на некаков начин, правеле промени со сопствениот театар и со светот во кој што живееле. Неколку ми не испомна во текот на разговорот. Размислував најмногу што би направил Брехт во ваква ситуација, затоа што тој е најотворен, секогаш е на страната да се побара вистината и таму каде што не постои. И сватив дека со што би се користил, мислам дека би користил онакви досадни реклами што излегуваат при гледање на вести, при читање на вести на овие платформи, би излегували и би зборувале за театар, онака чисто како досадни како се викат реклами кои што се за време на нешто вие читате на интернет и одеднаш ви излегува некој поп-ап window и треба да прочитате нешто. Тука мислам дека Брехт би интервенирал и тоа би било нешто поврзано со театарот денес, на кој начин тоа би бил. На некој од нив кои што работеле во лаборатории, како Гротовски, например, ваквате услови му се и повеќе од поволни, затоа што знаеме самиот се затворил со 13 и повеќе актери, помалку актери во надвор од градот, во посебно место и да се работи театар од лабораторија. И тоа мислам дека ми одговарало. Сите тие и Арто, Боал, сите што влијаеле на мене, Барба, Брук, Шекнер, меѓу другото, кој што се уште работи, кој што следев едно предавање токму поврзано на темата што му пречи и на кој начин му пречи во светот денес. Мислам дека би нашли начин во однос на сопствената уметност и би го правеле тоа што го прават. Никој од нив не би се затворил дома и не би чекал да помине. Ова беше последното прашање до вас, професорке, и сепак оставам на крајот простор доколку не се чувствувате доискажани и доколку моите прашања не ги опфатија сите ваши размисли за оваа тематика, да се доискажете или пак да испратите една порака до постпандемските театарски уметници, доколку чувствувате потреба за тоа. Не сакам пораки да испреќам, затоа што сметам дека човек треба да делува, да биде активен, не да говори, да покаже со пример како треба. Одлични прашања, затоа што ми дадоа уште еднаш гласност сите некои мои размисли. Знам дека немам решение, меѓутоа никогаш не реков дека имам магично ставче и дека ќе го решам проблемот, напротив, само ќе ги поставам и јас прашањата дополнително и ќе се обидам и јас да си најдам одговори. Мислам дека треба се повеќе и поотворено да се дискутира независно од пандемијата, каков театар сакаме. Каков театар правиме, на каков театар ги учиме нашите студенти. Затоа што за жал сведоци сме на многу застарени форми, сведоци сме на некреативни решенија, сведоци сме на одење по помало отпор и така натаму. Сметам дека вакви клучни моменти, историски значени моменти се да не ресетираат, да ни направат чекај, стој, сега да видиме што ќе направиш, што не си направил претходно. И мислам дека тука мора да се подразмисли каков театар треба да има кај нас, каков треба да биде овој националниот театар, зборувам институционален, каков треба да биде
оној што ќе биде алтернатива на тој театар, како треба тој театар да функционира, како треба да се менаџира, како треба да се финансира и така натаму. Тука се големите прашања. Ова ќе помине. Знаете, тоа е ситуацијата е таква моментално кризна, меѓутоа ќе помине. Затоа сметам дека токму овие околности треба да ни го дадат, да ни понудат други решенија. Што сакаме од театар? Кој е театарот во Македонија? Какво е драмското писмо во Македонија? Кои се новите драмски автори? Зашто треба да се говори во театар? Како треба да се игра во театар? Какви треба да бидат актерските изведби во театар? Така што мислам дека е добро време и тоа да се запрашаме и тие прашања да си ги поставиме. И многу често, иако сега ќе се најде некој да каже да, ние треба да преживееме за да дојдеме до тоа, нели, да го чуваме нашето здравје, меѓутоа уметноста во вакви ситуации ни е повеќе од потреба. Значи, ние можеме да читаме вести, да слушаме на телевизија, да се грижиме за собственото здравје, меѓутоа она што духовно не храни уметноста. Духовно не хранат бројките за жал на починати или на оздравени, туку духовно не храни кога ќе слушнеме убава музика, кога ќе погледнеме нешто, и тоа не е затворање очи пред стварноста. Напротив, сметам дека само тоа ни дава енергија или сила да го издржиме денот, да можеме да ги поминеме сите овие ситуации во кои што сме затекнати, во кои што сме ставени. И благодарам уште еднаш, мислам дека е доволно. Јас како професор сум баждарена по време да зборувам 45 минути или 90, па да не одиме да ги заморуваме публиката. Мислам дека е доволно. Јас од срце ви благодарам што ја прифативте поканата. Јас тебе ти благодарам. И ти посакувам уште по креативни разговори кои што од тебе ќе направат по креативен уметник, не само овој што поставува прашања, туку кои ти помогнат како истражувач да се развиеш во подобар уметник. Благодарам многу. Јас се надевам дека ќе не инспирираат и мотивираат сите овие разговори и ќе допринесат за сите заедно да допринесеме всушност до подобар театар. Да. Посакувам убав ден. Исто и тебе.